8 часот и 15 минути малку го отворивме денешниот футерински брифинг со една доза на критичност за нашите навики околу тоа колку загадуваме, ама морам да ви кажам дека еве и мојата гостинка која сега ќе ви ја представам, која ме ислуша со овој напад од утринава, вели нема во Македонија луѓе што чистат патишта и улици, има само политички аналитичари. Добро утро за Урадија Пироска. Урадија, мислам дека си во право за таа забелешка, бидејќи сите се претворија во коментатори што по медиуми, што по фејсбуци, само за политика. Само политика се зборува. Бугарија, Заев, ова никој не фаќа ништо друго. Една метла. Па дури ни човекови права. Тоа ни е денешната тема, бидејќи денеска е Меѓународниот ден на човекови права. 1948 година е усвоена резолуцијата, декларацијата на Обединетите нации, која што ја нормира таа сфера. Таа е усвоена со 50 на гласа за и 8 воздржани, нема 48 ако не слажам гласови за. И таа од тој ден е прогласена како ден на меѓународен ден на човековите права. Сега, многу е кажано, ние сме држава која за човековите права многу се говори и така натаму, се е тоа јасно. Многу се говори, малку се делува. Ајде за тоа да поразговараме. Дали се делува малку, Уранија? Прво, сакам да кажам под кое мото се одбележува оваа година Денот на човековите права, бидејќи ми беше многу интересно и многу размислував за тоа. Обединетите нации решија оваа година да го одбележуваат денот под мотото сите луѓе, сите еднакви. Мислам дека поентата, односно причината поради која што со тоа мото се одбележува овој ден е дека токму нееднаквоста во времето на пандемијата излезе сосема на површина. Не во Македонија, секаде, низ целиот свет. А токму принципот на еднаквост, односно недискриминација, е основата на која што почиваат човековите права. Дали е можен принципот на еднаквост? Ние се разбира, говориме еднаквост веројатно во смисла на почитување на некои работи, така. Но нееднаквоста произлегува од социјални разлики, произлегува од дури од земји во кои има војни и земји во кои нема војни. Апсолутно е така. Не знам, климатски прилики. Можно ли е тој идеал да се достигне? Предпоставувам дека не, меѓутоа сметам дека може да се достигне одреден степен во кој што ранливите нема да бидат толку ранливи, ранливите групи на граѓани. Бидејќи пандемијата сите нас, па и активистите за човекови права и државите кои што најмногу полагаа во човековите права, беа исправени пред одлуката дека мораат да ги дерогираат тие права заради општото, заради јавното здравје. Притоа таа пандемија покажа колку всушност се ранливи тие групи за кои што говориме. Бидејќи во време кои се тие групи, Па еве, например, жените, лицата со попречености, ромите, еве кај нас. Сите тие групи кои што беа ранливи во нормални услови, во време на пандемија беа уште поранливи бидејќи не можеа да ги добиваат сервисите кои што им се потребни за да опстанат. Знаете дека со пандемијата целиот систем на функционирање беше ставен во служба на борба со пандемијата. Зошто се жените ранлива група? Сега, вака, кој ќе кажеме жените ранлива група, тоа е фала на прашање 50% од населението во светот. Зошто се жените посебна ранлива група? Па затоа што се уште се економски зависни, затоа што се уште помалку платени, тоа покажуваат процентите низ цел свет, не зборуваме само за Македонија, тие се секогаш на пониски, да речам, позиции и функции во општествата и притоа жените се најмногу жртви на насилство во својот дом. А пандемијата не принуди да бидеме затворени во своите домови. За некои домовите се сигурност, но за некои жени домовите беа всушност местото кај што тие го доживуваат најголемото насилство. Имаме пораст на тие работи во Македонија прашувам последниот 2 години од пандемијата. За жал, Македонија е многу мала земја, меѓутоа има многу голем број на фемициди. Тоа се
нели убиства на жени од нивните партнери. Често разговараме во утрински брифинг, неколку пати сме разговарали, особено Сашка Бубевска ја држи таа тема и така. Кога велиме многу фемициди, тоа се сепак неколку случаи годишно. Мислам дека најголемот број биле 6 или 7, па сега тоа малку опаднато последните 2 години. Па затоа што сме гласни, Сашо. Затоа што тоа ли е, сакам да кажам што е моделот, дали треба да се биде прегласен, и да не се наметен па впечаток дека е тоа некаков толку масовен феномен кој што мислам дека други групи, да речеме правата на ромите, да речеме правата на луѓе со попречености се многу поголеми и многу знаеш што е куриозитет. Некои права за кои што сме се бореле, за кои што нашите баби се бореле и ги оствариле тие права, нас ни се денеска повторно на агенда. Ако се сеќаваш, ние во време на Груевски протестиравме за законот за спречување на бременост. Закон кој што го ограничи фактички слободниот избор на жената да ја спречи несаканата бременост. Значи, арената е се уште отворена за борбата за тие права. Жените денес се уште се соочуваат со насилство во своите домови. Жените се уште не се охрабрени да одат и да пријават. Меѓутоа, нашата гласност, нашето вперување на прст во институциите кои што се надлежни да се справуваат со тој феномен, мислам дека придонесе да се покаже малку поголема агилност, па дури и сторителите малку да се замислат и да престанат да го прават тоа. За жал, за време на пандемијата ние немавме зголемен број на представки за родово базирано насилство, што не значи дека не се случуваш. Но екзистенцијата и оној порив дека треба да се преживее во време на пандемијата, како да го ставија на страна поривот да се пријави тоа што им се случува во нивните домови. Обвинителствата и полицијата токму тоа велат, не ни пријавуваат, од каде да знаеме. Јас во еден претходен разговор деновиве повторно Сашка Бубевска со своите соговорнички вели дека конечно не мора само жените да бидат тие кои што треба пријават. Може да бидат тоа луѓе од опкружувањето, може да бидат роднини, може да бидат соседи и така, бидејќи и тие се сведоци. Уранија Пировска, директор на Хелсиншкиот комитет во Македонија, гледам правобранителството одбра годинава во рамките на овој ден на човековите права да нагласи една друга тема, а тоа е темата на приватноста. Бидејќи и приватноста се третира како високо загрозено човеково право. Само да кажам, членот 12 од Декларацијата на Обединетите нации вели никој нема да биде изложен на произволно вмешување во неговата приватен и семеен живот, домот или преписката, ниту пак напади врз неговата чест и углед. Секој има право на правна заштита од таково вмешување или напади. Ова е правено пред не знам колку години. Денеска со оваа општа распространетост на социјални мрежи, на се и се што наговори на омраза и така натаму, дали тоа можеби не е општествениот приоритет на кој треба човеку, мислам, не се поврзува тоа често со човекови права. Вака, не може да постои градација за тоа кое човеково право е поважно. Во принцип, приватноста секако дека е човеково право кое што и текако треба да се почитува. Не ми е јасно баш зошто, претпоставам зборуваш за народниот правобранител. За народниот правобранител. Не знам. Тоа денеска го читам по повод денот. Не разбирам што ги поттикнало да токму тоа право им биде некако ставено како приоритет во одбележувањето на денот. Меѓутоа точно е дека на пример со приватниот и семејниот живот, така што тоа се и теми за кои што и ние разговараме. Па добро сега, да, види, на пример со случаите јавна соба во кои што повторно жени беа жртви, каде што се објавуваа нивни лични, интимни фотографии, исто така беше нарушена нивната приватност. Значи, повторно жените се повеќе мета и се повеќе жртви на повреда на тоа право. Приватноста, ако се сеќаваш, ни беше нарушена и на многумина од нас. Сакам да се надоврзам на тоа, бидејќи годинава вашата годишна награда за човекови права ја доделувате на двајца луѓе кои што имено беа и ризикуваа многу за да застанат на фронтот на заштита на приватноста. Ајде, те молам, Уранија објасни кои се луѓето и зашто. Вака, прво да започнам дека ние пред 3 години
ја дадовме идејата, иницијативата да се востанови награда за човекови права, која што ќе го носи името Мето Јовановски, основачот на Хелсиншкиот комитет, човекот кој што на некој начин го трасираше патот за на граѓанските организации, нивното функционирање. Се формираше комисија, таа награда влезе во Законот за државни награди, има комисија од 15 члена, добивме неколку апликации и ние одлучивме да дадеме наградата на Ѓорги Лазаревски и на Звонко Костовски, првите укажувачи, кои што на некој начин направија голема промена во нашето општество со тоа што го сторија. А тоа што го сторија, да подсетиме, тоа се луѓето од МВР кои што ги изнесоа материјалите за масовното прислушкување во рамките на и го ставија својот живот и својата безбедност под ризик. Да подсетам само, беа изложени на големи шиканирања, беа се разбива апсени и така натаму. Беше еден во притвор беше, нели? Во притвор, а мислам дека при испитувањето едниот и раката му ја скршија при не се сеќавам сега точно за и тоа. јас да не импровизирам, ама поминаа луѓето низ една голема, да кажем, и приватна а не доживеа никаква морална сатисфакција од ова општество. И сметам дека навистина како прва награда што ја доделуваме, навистина мислам дека е добро што е токму на нив двајца, бидејќи тие покажаа што значи да го ставиш својот живот, својата безбедност во ризик заради јавниот интерес. Тоа всушност е одликата на правите борци за човекови права. Јас Ѓорѓи се обидов да го поканам веќе неколку дена поред и така, меѓутоа тој има оправдание и така, Звонко е малку позатворен, тој инаку не настапува во јавноста, но баш ми е драго што тоа го одбележи. Денеска ќе има свечено доделување во собранието на Република Северна Македонија. Тие веќе имаат добиено една награда во 2018 година од Коалицијата за заштита на укажувачите за Југоисточна Европа, што значи дека некој друг им доделил награда пред нивната држава, која што фактички многу им должи, бидејќи ако не се случеше тоа што тие го сторија, можеби нема да се случаја и промените за кои што сите ние се боревме. На крајот, Уранија, морам да поставам прашање за твоето членство во Комисијата за помилување кај председателот на Републиката. Зашто се дигна голема помпа. Стево Пендаровски, за кој што се дигна голема помпа и така натаму, ти сега ја предводиш таа комисија. Јас, Се добива впечаток, не знам јавноста колку знае дека ти воопшто не си нова таму членка и така натаму. Ајде малку за тоа и во мандатот на Иванов имаше член од Хелсиншки комитет и тоа беше мојот колега Воислав Стојановски, значи тоа не е нешто ново, тоа не е нешто... Не е преседан, напротив. Преседан. Има уште една членка на комисијата која што е од граѓанскиот сектор. Новиот председател Стево Пендаровски си формираше своја комисија. Значи има две, јас и уште една членка сме, сега и Томислав Кежаровски од граѓанскиот сектор. Со оглед на тоа дека предходниот председател Сабит Кранли се повлече од функцијата, ми беше понудено да ја предводам таа комисија, инаку јас сум во таа комисија од самиот почеток, односно од почеток на мандатот. Имаше разни коментари дека тоа требало да биде судија, дека тоа требало да биде истакнат адвокат, правник и така натаму. Иако што е право, колку членови број комисија? 15. Значи во нив сигурно седат... таму е и државниот првобранител, јавниот обвинител, двајца лекари, двајца поранешни суди и ние сме тројца од граѓански сектор. Добро. Уранија Пировска, бидејќи часот 8:30, нас времињата ни се ограничени. Благодарам за ова. Мислам дека беше важно да проговориме. Да, секако. Не, бидејќи мислам дека мотото годинава е 365 дена човекови права, а не само еден ден. Секогаш тоа треба да биде, но... Еве, ние барем овој ден да го одбележиме формално. Така. Уранија Пировска, благодарам.